Во денешниот тест се соочуваме со еден наш добар познаник, тоа е Шкода Октавија. Моделот е промовиран во 2004 година и за овие 7 години од животниот циклус на втората генерација на Октавија, таа се покажа како доверлив и посакуван автомобил. Во следните 1 до 2 години треба да излезе новата генерација на Октавија, но денеска ја тестираме онаа изведба со новиот дволитрен мотор од 81 киловат, односно 110 коњски сили. На прв поглед Октавија нема никакви промени. Тоа се случува и во задниот дел. Еден од атрибутите на Октавија е низиниот голем багажник. Тој има багажен простор од 520 литри. Како што гледате, тој е доволен да задоволи секакви потреби, но она што многу ми пречи кај Октавијата е овој дел за затворање на багажникот. Тоа е, не можам да кажам дека не е практичен, но сепак не е интересно решение, бидејќи низините конкуренти имаат многу поинтересно решен затворање на задната врата, односно со вдлабнување во самата пластика на вратата. Но сепак, атрибутите на оваа Октавија е дволитрениот мотор од 110 коњски сили. Ние сега ќе провериме како се однесува во сообраќај. Модерната Октавија го демонстрира капацитетот и желбите на производителот од Млада Болеслав. Под диригентска палка на Volkswagen, оваа чешка фабрика се врати во живот и заигра во Европската лига, бележејќи повеќе од ова резултат. Полни 14 години Октавија е присутна на пазарот и за тоа време продадени се повеќе од 2,5 милиони примероци. Октавија имавме тестирано во повеќе изведби со разни мотори. Едногласен е заклучокот дека таа се покажа како одличен избор. Главни аргументи се високиот квалитет и ниската цена на редовното одржување. Втората генерација е направена без импровизации, со големи амбиции да стане уште побројна на патиштата и секако да ги помеша сметките на конкурентите. Кога станува збор за дизајнот, тој е во потполна согласност со одредбите на групацијата, а тоа е еволуирање на постоечкиот изглед или, ако сакате, подобрување на оној од претходната генерација. Бидејќи се работи за модел чија задача е да ја омасови продажбата, нема место да дискутираме за опременоста. Таа може да се опише како пристојна и доволна. Основните квалитети на интериерот, како што се просторноста, ергономијата и удобноста, се присутни. Уште еднаш користиме прилика да ги истакнеме извонредно удобните предни седишта и комотната задна клупа. Кабината е комотно скроена, без оглед дали седите напред или позади. Простор има во секој смер, што е извонредно важен фактор за удобноста на подолги релации. Пасивната заштита е сочинета од 4 воздушни перничиња и засилена каросерија во критичните точки, додека активната заштита е сосема добра. На листата се наоѓа ABS со засилувач на силата на сопирањето за секое тркало посебно и ASR. Подпирањето е составено од интересна комбинација. Традиционалното Макферсон решение е применето на предната оска, додека задните тркала имаат мултилинк со 4 точки на поврзување. Тоа гарантира прецизно управување и комфорно поминување на патот, проследено со извонредна удобност, својствена на поголемите класи возила. Поради зголемувањето на популарноста и достапноста до купувачите со скромни можности, неодамна е представен моделот со новиот дволитрен TDI. Силата е намалена на 110 коњи, како и вртежниот момент на 250 Нм, достапни во распон од 1500 до 2000 вртежи во минута.
Работењето во место е тивко и култивирано. Во полето на ниски вртежи тој мрзоволно ја покренува каросеријата и ве тера да ја притискате педалата за забрзување до крај, за да извадите максимум од моторот. Не се случува чудо ниту пак експлозија, но сепак возачот добива поинаков печаток за динамиката. Се разбира, 250 Нм се скромна величина за еден 2-литрен TDI. Сепак овој мотор е димензиониран да биде економичен. Ваквата цел во потполност ја оправдува со просечните 5,9 литри на 100 километри. Поради чистите линии, возачот во секој момент има одлична прегледност и чувство за димензиите. Традиционалната тврда амортизација не пречи во удобноста, дури има и предност затоа што пружа прецизно и стабилно управување.